Во изминатиот период од кога започна во Велес активно да работиме на овој проект ние како општина Велес, но секако и сите чинители во овој проект, забележавме едно позитивно да речам позитивна страна кај децата. Можеби децата до сега сме ги забележувале, уважувале и така натаму, меѓутоа сега од еден поинаков аспект ги посматравме, ги гледавме, ги наблюдувавме, но и они нас, затоа што се одржаа повеќе панели, дискусии и така натаму, конференции каде што они имаа можност да го искажат јавно пред многу луѓе нивниот став и размислување како би била општина Велес подобро место за нивно растење и понатаму делување во сите чинители во општината. Сметам дека децата многу често ние како возрастни знаеме многу да ги потцениме, затоа што мислиме дека се млади, не толку искусни, имаат животот е пред нив, имаат време да научат и така натаму, но забораваме дека всушност ние треба да учиме од нив, затоа што се многу, денешните деца особено се многу интелигентни, многу паметни, прилично стабилни, барем со тие деца кои што имавме можност да работиме. Деца кои што се за пример, деца од кои што стварно можеме да земеме позитивни примери, работи кои што, например, ги посочија на тие панел дискусии и конференциите и така натаму, работи кои што ние не сме биле можеби свесни што е она што нив им пречело или што би сакале да го имаат во општина Велес, па така ете ние станавме посвесни во тој дел за да можеме во врска со тоа да делуваме поактивно. Имавме еден во општина Велес еден процес во кој што меѓусебно ги споивме децата, ги споивме возрастните, но сега на една заедничка маса на која што се виде онаа рамноправност меѓу нив, каде што секој можеше да го искаже она што го мисли, својата потреба да ја каже и она што веќе го кажа, само ќе го потврдам, имаме и како што да слушнеме од децата. Па всушност ние да станеме посвесни колку се они свесни, колку се паметни, колку се интелигентни, колку се многу понапред од нас. Иако многу често ние знаеме да кажеме дека па ние сме возрастни, они треба нас да не слушаат, но треба да сватиме на крајот дека ние сме всушност рамноправни со нив. Со оглед на тоа што ние сме растеле во едно друго време, со други разбирања, други сваќања, други потреби, многу поедноставен живот од сега тој што младите го живеат, затоа што они чувствуваат, верувам, огромен притисок, особено од друштвото, од социјалните медиуми. Нешто пред кое што се денеска исправени, а ние тоа сме го немале во минатото и сме биле обременети за една таква работа помалку, да речеме. Борбата и конкуренцијата кај денешната младина е многу поголема за разлика од нас, од нашата младост, каде што ние многу на поедноставен начин можевме да се избориме за нештото кое што го сакаме. Да, можностите се денеска многу поголеми, за разлика од тоа што го имаше во минатото, меѓутоа па и одговорностите се многу поголеми. Пак истото би го надополнила, би го кажала, би го повторила, затоа што сме сметале дека децата недоволно се информирани за многу нешта, но всушност они само го чекале повикот од нас, од возрастните, или да се случи оваков некој сличен проект, оваков или сличен проект, за да можат да го искажат јавно нивното мислење, за да може да се слушне нивниот глас, за да може да се идентификуваат во општината, во општеството фактички и на тој начин да бидат слушнати, но и сите нивни пораки да бидат пренесени онаму каде што треба до релевантните фактори и институции. Да кажеме дека од она што го поминавме во рамките на овој проект, една од најдобрите одлуки која што може да ја донесе една локална самоуправа, една општина е да ги вклучи токму децата во процесот на планирање и во самиот процес на донесување на одлуки. Ако земеме предвид дека тие ни се суштинската клетка во едно општество, од сето она што го кажа претходно Елена и од сето она што го видовме, го слушнавме во рамките на сите активности кои што беа во овој проект, најтопло им препорачувам да го направат тоа што поскоро, затоа што само на тој начин тие ќе станат една општина која што се грижи за своите деца, затоа што она што ќе го кажат
децата, всушност тоа се реалните нивни потреби, тоа се реалните нивни барања, тоа се нивните реални желби во какво место тие всушност сакаат да живеат. Како локалната самоуправа ќе стане едно подобро место за живење. И ако успеат, нели, освен да ги вклучат во планирањето, дел од сето она што ќе го имаат децата како потреба, како барање, да се интегрира и во нивните стратешки планирања, навистина ќе бидат една општина која што ќе стане вистинско среќно место за растење и за живење на тие деца. Па, искрено да ви кажам, ние не видовме некои големи предизвици кои што би донеле, еве така да речеме, некои проблемчиња за решавање, затоа што низ целиот проект имаше некој флуид, некоја позитивна енергија, што во ниту еден момент не донесе во ситуација да не можеме нешто да надминеме, да не можеме нешто да го решиме. Она што, нели, предизвик ни беше, нели, да ги слушнеме децата на тој начин во толкава мера, меѓутоа сме среќни затоа што навистина беше благодат и задоволство да се учествува во сето тоа, да се слушне сето она што имаше да се слушне. Затоа што, пак ќе кажам, ќе се повторам од претходно, целта на секоја локална самоуправа, па така и на општина Велес, треба да биде токму тоа, децата да добијат едно среќно место во кое што тие безгрижно ќе живеат и секако се разбира ќе бидат слушнати нивните барања, ќе бидат нивните интереси реализирани. Зат пак ќе кажам, значи во текот на процесот имавме многу голема поддршка од проектниот тим. Сега се наоѓаме пред еден голем предизвик, сето она што ќе се најде во самото стратешко планирање, во акцијскиот план, ние да го реализираме.